Планината Кожов, која се простира на јужниот дел на Македонија, е едно од најубавите и изобилува со голем број на природни убавини и разновиден биодиверзитет. За граѓаните, водата представува и речица најважна, а изворот Лукар со изворите Лукар, Косматец и Зафат од Стара река има витална важност за овој регион. Овие извори подолго време се користат за снабдување со вода на Кавадарци, Неготин и Росман, како и на неколку села кои се приклучени на регионалниот водовод Лукар. Со одлука на владата на Република Северна Македонија од 27 јули ова година водозафатните објекти Лукар 1, Лукар 2, Косматец и зафатот водотек Стара река се прогласени за заштитени зони согласно Законот за водите. Пристапот во овие зони е строго забранет, освен со претходно писмено одобрување на јавното предпријатие кое стопанисува со изворите и зафатот на водотекот јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадарци. Целта на заштитата на водата од овие изворишта е зачувување на здравјето на луѓето и животната средина, што вклучува заштитување на квалитетот на водата, односно спречување на загадување на водата. Со тоа се остварува значителен чекор кон заштитата и на останатите природни ресурси и екосистеми во околината на општина Кавадарци, Росман и Неготино и нивно прогласување за заштитени зони и соодветно означување. Но и се заштитува и гарантира основното човеково право за здрава животна вода за пиење. Правото на чиста вода за пиење е основното човеково право. Обврска на човекот е да не ја загадува водата и да го заштитува биодиверзитетот околу неа. Покрај одлуката на владата за прогласување на заштитени зони, потребна е уште поголема заштита и зголемување на свеста на граѓаните за заштита и почитување на извориштата поради важноста на водата како природен ресурс и неговото користење од граѓаните на трите општини Кавадарци, Неготин и Росман, кои изнесуваат повеќе од 55.000 жители. Прогласувањето на повеќе заштитени зони на водните ресурси, особено подземните води, но и на останатите природни ресурси мора да бидат означени на терен со предупредувачки знаци и информативни табли, да бидат соодветно оградени, каде тоа е возможно и да се спречи неконтролираниот влез на лица, односно на луѓе, а во зависност од природата и на животните. Институциите е потребно јавно и јасно да определат и промовираат кои активности и дејности се забранети да се вршат во заштитените зони. Инаку проектот го работеше Екоживот од Кавадарци за потребите со финансиска поддршка на владата на Република Северна Македонија. Во врска со повеќето преземени чекори на планот на заштитата на животната средина, на последната седница на Советот на општина Кавадарци беше донесен и ЛЕАПот или локалниот еколошки акционен план на општина Кавадарци, изработен од општинското собрание со голема помош на екоцентар Екоживот и стручни лица од областа кои се вклучени во рамките на заштитата на животната средина. ЛЕАПот е основен документ по кој ќе бидат градени или во иднина ќе се организираат начините на урбанизирање и други видови на чекори кои треба да ги преземе локалната самоуправа на теренот на кој се однесуваат. Врска со ова, на седницата на Советот дискутира Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци, и председателот на Комисијата за екологија Павле Маневски. Во делот на презентацијата претходно што имавте на локалниот еколошки акционен план, денеска јас службите сакам да ви поделат сите по една книга и да се заблагодарам за целокупното учество на сите оние кои што учествуваа по групи во овој локален економски план со важност од 22 до 28 година. Претходно немавме донесено еколошки акционен план. Само за информација ви кажав и прошлиот пат, оваква документација да се изработе, ако го пуштивме на тендер, кошта меѓу 50 и 60 илјади евра, цена пазарна. Ние го изработивме со нашите структури, со подршните единици при министерствата, со луѓето од невладениот сектор, и тоа е голем бенефит и успех за општината. Јас како председател на Комисијата за екологија сакам да го поздравам носењето на овој локален еколошки акционен план, да им се заблагодарам на сите учесници кои учествуваа во изготвувањето на овој акционен план и се надевам дека неговото реализирање ќе го следиме сите и ќе се залагаме да се исполни во целост.
Уживајте во наелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.